Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Минатиот пат размислувавме за настанот, кој е запишан во глава 8 од Евангелието според Јован, каде е опишана средбата на Исус со жената фатена во прељуба. Ке се сетите дека Господ Исус реагираше многу неочекувано. Им кажа на фарисеите и закониците дека оној кој нема грев може да фрли камен врз неа. Со оглед на тоа што сите беа грешници, никој од нив не се осуди да фрли камен. Единствениот безгрешен беше Исус, и тој не ја осуди жената, туку и прости. Причината зошто можеше да и прости е бидејќи тој е Спасителот кој дојде да го спаси светот од казната и последиците за гревот. Исус е светлината на светот. Јован има интересен начин на кој ги поврзува дел од чудата и поуките на Исус. Прво пишува за некое чудо, а потоа ни дава извештај за поуката на Исус, која е тематски поврзана со самото чудо. Слушнете што вели Исус во 8:12. И пак им рече Исус велејки: Јас сум светлината на светот. Кој врви по мене, нема да оди во темнина, а ќе ја има светлината во животот. Во Евангелието според Јован се запишани 7 изјави на Исус, кои започнуваат со «Јас сум». Тој израз им бил особено познат на евреите, бидејќи во Стариот Завет тоа е начинот на кој Бог му се објави на Мојсей. Јас сум. Преку оваа изјава, за Бог дознаваме дека неговото постоење е независно од било што, дека е семудар и семоќен. Освен тие, оваа изјава не ни открива други Божји особини. Господ Исус дојде на овој свет не само да ги спаси луѓето, но и да им го открие Бог Отецот. Во глава 6 тој вели: Јас сум лебот на животот. Во глава 8 Јас сум светлината на светот. Во 10:9 Јас сум вратата. А во 10:11 Јас сум добриот пастир. Добриот пастир го полага својот живот за овците. Во 11:25 вели: Јас сум воскресението и животот. А во 14:6 Јас сум патот, вистината и животот. Никој не може да дојде кај Отецот, освен преку мене. Последната негова Јас сум изјава се наоѓа во 15:5, каде вели: Јас сум лозата, а вие сте прачките. Сите 7 изјави откриваат важен дел од природата и службата на Господ Исус Христос. Предпоставувам забележавте дека кога им кажува на своите следбеници кој е тој, Исус користи слики од секојдневието. Користејќи елементи од природата, тој го објаснува надприродното. Користејќи елементи од физичкиот свет, тој го објаснува духовниот. Го користи привременото, за да го објасни вечното. Го користи тоа што е сега, за да го објасни тоа што допрва ќе дојде. Со помош на земното, го толкува небесното. Со помош на ограниченото, поучува за неограниченото. Во стиховите кои предмалку ги прочитавме вели: Јас сум светлината на светот. Лично сметам дека од сите Јас сум изјави, ова е највозвишената и најдобро го опишува неговото доаѓање на овој свет. Во настанот кој го читавме минатиот пат, Исус ги разоткри гревовите на закониците и фарисеите, кои ја осудија жената. Кога се соочија со светлината, сватија дека и тие се грешни и затоа си отидоа. Исус си ги прости гревовите на жената и веднаш потоа почна да поучува за светлината на светот. Фарисеите и закониците не сакаа веќе да го слушаат и си отидоа, бидејќи Исус, односно светлината, им пречеше. Од се што досега прочитавме во Евангелието според Јован, ова е највозвишената изјава на Исус. Дури и во неговото прво послание, апостолот Јован пишува за Бог како светлина. Бог е светлина. Тој е свет и праведен. Предпоставувам дека светлината е една од појавите кои најтешко можат да се објаснат, а истовремено е и една од појавите кои ни се суштински потребни за живот. Без светлината не може да постои животот. Не знам дали некој успеал соодветно да ја опише светлината. Без разлика дали еден ден човекот ќе успее да даде точна дефиниција за светлината, тоа што сите го знаеме е дека ни е неопходно за живот. Како што светлината му е неопходна на телото за живот, така и Исус му е неопходен на духот за живот. Има луѓе кои велат дека светлината е отсуство на мракот,
а други дека мракот е отсуство на светлина. Постојат многу дефиниции за светлината, но тоа што го знаеме со сигурност е дека без светлина не можеме да ги видиме нештата околу себе. Например, можеме да уживаме во боите на розата, бидејќи светлината ни помага во тоа. Светлината не ја прави розата црвена, но ни ја открива нејзината боја. Децата не знаат да ја објаснат светлината, но знаат дека кога ќе вклучат светилка, собата веќе не е темна. Господ Исус е светлината, духовната светлина која му е потребна на секој од нас. Како што сонцето е извор на физичката светлина, Исус е извор на духовната. Овој свет немаше да може да ужива во светлината, доколку не постоеше сонцето. Овој свет немаше да ја доживее духовната светлина, доколку Исус не дојде помеѓу нас. Како што секое дете може да ужива во светлината, така секој грешник може да дојде кај Исус кој е светлина, и тој ќе ни помогне да се видиме себе си, а и светот, на вистински начин. Има луѓе кои ја отфрлаат идејата за Исус како светлина на светот. Таквите се лишуваат себе си од можноста да чекорат и да живеат во вистинска светлина. Исус, како светлината на овој свет, е причината поради која денес во светот постојат многу болници, хуманитарни организации, сиропиталишта, права за сиромашните, права за работниците и слично. Сите овие привилегии во голема мера се резултат или наследство од службата на оние кои му служеле на Христос. Сето зло кое постои денес во светот е резултат на тоа што луѓето го отфрлаат Исус како светлина на светот. Проблемот е во тоа што ние луѓето премногу се оддалечивме од светлината. Светот ќе беше поинакво место за живење, ако повеќе луѓе чекореа по стапките на Господ Исус. Исус вели: "Оној кој ме следи, нема да оди во темнина." Ова е неверојатна изјава. Мислам дека поентата на овие зборови е поврзана со Стариот Завет. Исус всушност ги потсети на столбот од оган, кој го осветлуваше патот за израелците додека беа во пустината. Тој е светлината на светот и оној кој го осветлува патот пред нас. Забележете ја реакцијата на фарисеите на се што каже Исус. Вербалниот конфликт помеѓу него и нив се уште продолжува. Стих 13. Тогаш му рекоа фарисеите: "Ти сведочиш сам за себе, твоето сведоштво не е вистинито." Со други зборови, тие му рекоа: "Ти се фалиш сами од себе. Кога велиш дека ти си светлината, ти се величаш себе си." Стих 14. Исус им одговори и рече: "Макар што сведочам сам за себе, моето сведоштво е вистинито, зашто знам од каде сум дошол и каде одам, а вие не знаете од каде сум дошол и каде одам." Во стихот што го прочитав, Исус дава 3 причини поради кои неговото сведоштво е вистина. Зашто знам од каде сум дошол и каде одам, а вие не знаете од каде сум дошол и каде одам. Тоа е првата причина. Втората е: вие судите по телото. Јас не судам никому. Фарисеите судеа според телото, а Исус не ги судеше луѓето. Тоа што Исус сакаше да им го каже на религиозните водачи е дека тие не ги проценуваат луѓето и ситуациите согласно Божиот дух, туку беа водени од телесноста. Телесниот начин на просудување на нештата е многу ограничен и не му дава простор на Бог да действува. Но Господ Исус не суди според телото, туку ги проценува и просудува луѓето и околностите со Божиот дух. Тоа е она што сака да го каже преку овие зборови. Слушнете ја и третата причина, поради која неговото сведоштво е вистинито. Тој вели: "А и во законот ваше напишано дека сведоштвото од двајца сведоци се смета за веродостојно. Јас сведочам за себе и Отецот кој ме прати сведочи за мене." 2 пати за време на неговиот живот на земјата, гласот на Отецот се јави од небесата и го потврди неговиот идентитет. Тоа се 3 причини поради кои сведоштвото на Исус е вистинито и можеме да го прифатиме со вера. Забележете што пишува во стих 19. Тогаш му рекоа: "Каде е твојот отец?" Повторно ја отвараат темата поврзана со неговото раѓање. Исус одговори: "Вие не ме знаете ни мене, ни мојот отец. Ако ме знаевте мене, ќе го знаевте и мојот отец." Ќе забележите дека кога зборува за Отецот, Исус речиси секогаш вели "мојот отец".
Небесниот Отец може да биде и наш преку вера во Господ Исус Христос. Ке се сетите дека откако воскресна, Исус и рече на Марија: се враќам кај својот Отец и вашиот Отец. Начинот на кој стануваме Божји деца е преку вера во Христос. Исус го нарекува Бог свој Отец поради неговата положба во тројството. Тој е Божиот син. Тој не е син зашто Бог имал жена и го добил него како син. Туку се нарекува син поради неговата положба во тројството. Религиозните водачи го прашуваат: каде е твојот Отец? Исус одговори: вие не ме знаете ни мене, ни мојот Отец. Ако ме знаевте мене, ќе го знаевте и мојот Отец. Ако сакате да го спознаете Небесниот Отец, тоа можете да го сторите само преку Исус Христос. Со оглед на тоа што сме ограничени со време, останатите стихови од оваа глава ќе ги коментирам во кратки црти. Стихови 21 и 22. Пак им рече Исус: јас си одам, а вие ќе ме барате и во својот грев ќе умрете. Каде што ќе одам јас, вие не можете да дојдете. Тогаш јудејците рекоа: да не сака да се самоубие и затоа вели: каде што ќе одам јас, вие не можете да дојдете? Дали забележувате, преку прашањата кои ги поставуваат, дека јудејците живееја во темнина? Прво го прашаа: каде е твојот Отец? Во стих 19. Сега се прашуваат: да не планира да изврши самоубиство? Тие не знаеја дека Исус ќе оди во Ерусалим и таму ќе биде предаден од страна на религиозните во рацете на неевреите, дека ќе умре на крст за да плати за гревовите на луѓето од светот. Неговите соговорници беа телесни луѓе и затоа се прашуваат дали ќе се самоубие. Одговорот е не, туку ќе го даде својот живот како откуп за мнозина. И им рече: вие сте оддолу, а јас сум одгоре. Вие сте од овој свет, јас пак не сум од овој свет. Оваа идеја се повторува и во првото послание до Коринтијаните 15 глава, 47 и 48 стих, каде апостолот Павле пишува за земното и небесното. Таму стои: првиот човек е од земја, земјен. Вториот човек е Господ од небото. Каков е земјениот, такви се и земјените. И каков е небесниот, такви се и небесните. Секој кој има доволен коефициент на интелигенција може да разбере што му велат другите. Тоа се однесува на земното и световното знаење. Но небесното знаење мора да биде ценето за да биде разбрано. И само Светиот Дух може да ни го протолкува и да ни ги објасни нештата кои ги кажуваше Исус. Стих 24. Затоа ви реков дека ќе умрете во своите гревови. И навистина, ако не поверувате дека јас сум тој, ќе умрете во гревовите своји. Оние кои не сакаат да поверуваат во Евангелието, ќе умрат во своите гревови. Повикот за спасение е кон сите, но оние кои нема да го прифатат, нема да имаат изговор за судот кој ќе го доживеат. Никој нема да може да каже за осудените: ох, кутрите луѓе, многу ми е жал што мораат да се соочат со Божиот суд. Не би рекол дека таквите се кутри и дека треба да ги жалиме. Според тоа што го читаме во Библијата, Божиот повик за спасение е достапен за секој. Бог е фер кон сите луѓе и им дава шанса за спасение. Оние кои ја слушнале пораката на Евангелието и нема да поверуваат, ќе умрат во гревовите своји и ќе бидат судени за истите. Слушнете ја нивната реакција. Тогаш му рекоа: кој си ти? Непријателите на Исус продолжија со поставување непотребни прашања. Каде е твојот Отец? Да не планираш да се самоубиеш? Кој си ти? Прво не знаеја кој е неговиот Отец, потоа не знаеја која е неговата задача и кои се неговите планови, а сега кажуваат дека не знаат ниту кој е тој. Исус им одговори: а што ви кажувам од почетокот? На некој начин Исус веќе им кажа дека е Месијата, Спасителот на светот, но тие не го сватија. Потоа им вели: многу имам за вас да зборувам и да судам, но оно што ме прати е вистините, и оно што сум чул од него, тоа и му го кажувам на светот. Господ Исус секогаш им кажуваше на неговите слушатели кој е, зашто е дојден и дека неговата цел е исполнување на волјата на Отецот. Во се што правеше, тој ја извршуваше волјата на оној кој го прати. Не се водеше според желбите на другите, туку според тоа што му е угодно на Отецот.
Тоа е многу добра лекција за денешните проповедници, кои се обидуваат да им се допаднат на луѓето кои ги слушаат. Наместо тоа, треба да се стремат кон исполнување на волјата на Отецот. Нашиот повик е да го проповедаме Евангелието и да го представиме на јасен начин пред луѓето, а не да се трудиме да им се допаднеме. Неговите соговорници не разбраа што сака да каже. Стих 27. Но не разбраа дека им говореше за Отецот. Зошто не го разбраа? Зашто размислуваа световно, а не духовно. Тие беа од светот и не можеа да ги разберат небесните вистини кои им ги кажа. А Исус им рече: кога ќе го издигнете Синот човечки, тогаш ќе сватите дека сум јас и дека ништо не правам само од себе, туку како што ме научи мојот Отец, така изборувам. Дел од свештениците поверуваа во Господ Исус, но откако беше распнат и воскресна. Во книгата Дела пишува дека многу од свештениците во Ерусалим поверуваа во него. Во моментот кога се одвиваше овој разговор, тие не знаеја кој е Исус и што ќе направи. Оној што ме прати е со мене. Отецот не ме остави сам, зашто секогаш го вршам она што му е угодно. Од друга страна, имаше и такви кои ја прифатија неговата порака. Стих 30. Кога тој го зборуваше ова, мнозина поверуваа во него. Мислам дека верата на некој од нив беше искрена. Тогаш Исус им говореше на јудејците што беа поверувале во него. Ако вие останете во моето слово, навистина ќе бидете мои ученици. Со други зборови, спасението им е достапно на луѓето преку вера, но таа вера ќе произведе соодветни дела во нивните животи. Ако останеме во Исусовото слово, ќе научиме да живееме согласно неговата волја. Во моето долгогодишно искуство како пастор, сватив дека треба да се пазиме од оние луѓе кои навидом изгледаат посветени на Бог и сакаат да му служат, но не се заинтересирани да го проучуваат Божиот збор. Таквите христијани живеат во заблуда. Како што можете да забележите, според Исус, вистинскиот тест за верата е дали остануваме во неговото слово и дали живееме како негови ученици. И ќе ја запознаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. Која е вистината? Вистината е дека Исус Христос е спасителот на светот и секој кој верува во него ќе биде ослободен од последиците и силата на гревот. Му одговорија и рекоа: ние сме семе Аврамово и никогаш никому не сме робувале. А како ти велиш ќе бидете слободни? Секој кој има основно познавање на историјата знае дека неговите противници не ја кажаа вистината. Израелците беа робови во Египет, потоа во Вавилон, а во времето на Исус беа подчинети од Римската империја. Сакаа да се прикажат како слободни луѓе, а беа робови со векови наназад. Стих 36 е еден од најпознатите во Новиот Завет. И ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Ова е прекрасна изјава. Пред некое време разговарав со еден млад човек кој припаѓаше на група луѓе кои се облекуваа и однесуваа на несекојдневен начин. И на тој начин сакаа да го покажат својот светоглед. Ми кажа дека ги слуша овие аудио проучувања на Библијата и ми беше мило што го слушнав тоа. Го прашав зошто се облекува така, а тој ми одговори: зашто сакам да покажам дека сум слободен. Му реков: што е кога смениш облеката и врз себе ставиш нешто што го носи просечен човек? Дали оваа група луѓе ќе те прифати? Ми рече: нема шанси. Му одговорив: тогаш не си слободен, туку си врзан од правилата и принципите на луѓето со кои се дружиш. Ако сакаш да знаеш што е вистинска слобода, дојди кај Исус Христос, поверувај во него и тој ќе те ослободи. Тој ќе те ослободи од силата и последиците на твоите гревови. Господ Исус може да ве ослободи и вас. Ако дојдете со вера кај него, ви гарантирам дека ќе го стори тоа. Потоа вели: знам дека сте семе Авраамово, но сакате да ме убиете, зашто словото мое не може да се смести во вас. Јас го кажувам она што сум го видел кај мојот отец, а вие го правите она што сте го виделе кај вашиот татко. Религиозните водачи тврдеа дека Авраам е нивниот татко, но Исус им кажа дека тоа нема логика, бидејќи во своите срца размислуваат за убиство. Тие не сакаа да го прифатат тоа што им го кажа и тврдеа дека не е вистина.
а во своите срца на вистина сакаат да се ослободат од него. Стих 44. Вашиот татко е ѓаволот, и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тој е човекоубиец од почетокот и не стои во вистината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, говори од себе, зашто е лажливец и татко на лагата. Овој стих треба да одговори на прашањето поврзано со универзалноста на Бог како Отец и братството на сите човечки битија. Многу е очигледно дека Исус не поучуваше дека Бог им е Отец на сите луѓе. Како што можете да видите, Исус им кажа на религиозните водачи дека нивниот татко е ѓаволот, што значи дека не беа деца на Бог. Денес постојат луѓе кои тврдат дека Бог им е татко на сите луѓе и дека сите се браќа. Тврдејќи го тоа, тие ги нарекуваат Божји деца оние кои се всушност деца на ѓаволот. Идејата дека Бог им е татко на сите луѓе е човечка и нема никаква основа во Божјиот збор. За жал, голем број од луѓето се деца на ѓаволот, а единствениот начин да станат Божји деца е преку вера во Исус Христос. Овој коментар на вистина ги налути религиозните водачи и разгневува многу луѓе денес, бидејќи не сакаат да слушнат дека се деца на ѓаволот. Ако сакате да застанете на страната на вистината, ќе треба да имате ист став како Господ Исус. На другите треба јасно да им кажеме дека постои злото и дека некои луѓе му се подчинети. Тоа е диагнозата за духовната состојба на многумина, а терапијата е верата во Исус Христос и покајанието. Потоа го обвинија дека е самаријанин и дека во него има зол дух. Тој одговори. Исус им одговори: во мене нема зол дух, туку го почитувам својот Отец, а вие ме безчестите. Но јас не барам своја слава. Има друг што ја бара и што ќе суди. Вистина, вистина ви велам, кој ќе ги запази зборовите мои, нема да види смрт довека. Во следното проучување ќе дознаеме што се случи после овој разговор. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.